студирав или уште студирам, зависи како гледате на работите. А, во секој случај, драго ми е што денеска можам да ви раскажувам малце за младинското организирање и студентското организирање и средношколското организирање, но пред да почнеме, дали може чисто еден круг да направиме, бидејќи сега ме запознавте мене, јас вас да ве запознам, чисто да кажете име, презиме, колку години имате и дали сте студент, средношколка, средношколец и така натаму. Може? Може да почнеме од оваа маса? Бариде Миши од Струга, моментално вработен во основно училиште во Струга. 33 години и тоа, накратко. Ѓорѓе Божиновски, 20 години, студент на новинарство. Бисера Самарџиева, 21 година, студент на психологија на Филозофски. Ардит Рамадани, новинар во Порталп, 23 години. Ристо Савески, 20 години, студент по меѓународни интеркултурни студии. Елена Савеска, 19 години, тази студент на меѓународни интеркултурни студии. Вилдан Дрпљанин, 26 години, не сум студент. Милана Идановска, работам како 3D моделатор во Битола, инаку последните 12 години сум од МКЦ Битола дел. Вероника Петрова, 20 години, не сум студент. Панда Евтимов, 22 години, студент на педагошки. Супер. Аплауз за сите вас, дури и тие што не студираат како мене. Да почнеме од најосновно. Што значи да се организираме како граѓани на оваа држава? Може би сте имали искуство на студентско ниво, во средношколско ниво, сте имали искуство на организирање, но прашањето ми е што значи во суштина да се организираме како граѓани на оваа држава? Имате некаква идеја што значи и зашто е важно да се организираме? Па ако може на микрофон да се снима аудио, да може кога? честници да го гледаат без проблем. Сакате ја ќе што? Според мене, ако сме организирани, многу полегитимно ќе биде нашето движење, поради тоа што колку повеќе луѓе има, толку повеќе може да се принесе дека има некој проблем што например сите ги афектира или дека има некој барање што сите го поддржуваат, доколку еден човек прво нема доволно легитимација, навртно нема никој да принесе внимание на тоа, и тоа е најголемиот проблем кога сака некој сам да направи промена, заради тоа што маца нема да ги интересира луѓето ако само еден човек. Добро. Некои други идеи може? Тука има? Па мислам дека доколку еден поединец изрази дека сака да изврши некоја промена, би се прецепирало како лична желба. Доколку се организираат повеќе луѓе за да ја искажат истата потреба за извршување на промена, би се прецепирало како веќе потреба и како се друго во животот, полесно е да се направи заедно него поединечно. Други идеи? А кој све може да се организира? Барем во оваа држава. Има некакви правила кои што ги знаете или какви форми на организирање препознаваме во нашата држава? Фала ти. Добро. Во суштина, секој граѓанин на оваа земја, согласно уставот, има право да се здружи и членот 20 од уставот тоа го регулира како некое човеково право каде што на граѓаните им се дозволува, односно им се кажува дека можат да се здружат. Точната формулација звучи многу да ја наречам сувопарно, ама ќе ја прочитам сепак. На граѓаните им се гарантира слободата на здружување.
заради остварување и заштита на нивните политички, економски, социјални, културни и други права и уверувања. Граѓаните може слободно да основаат здруженија на граѓани и политички партии, да пристапуваат кон нив и од нив да истапуваат. Сега, дали знаете некое друго регулирање на она што се вика здружување за или организирање за некоја цел, за да се застапуваме? Има ли некаква друга форма освен оваа правна сувопарна? Добро. Како пример ќе ги земам, например, луѓето кои што се организираа против рудниците. Согласно уставот, они го имаат правото да се организираат. Не мора нужно тоа да биде регистрирано тело, туку се граѓани кои што имаат одреден интерес, имаат одредена цел за застапување, но не се формално регистрирани во правниот систем како такви. Туку се група на луѓе кои што сакаат да застапуваат да, пример, нема рудници во Валандор. Сега, друг важен елемент во целата приказна, значи од едната страна ги имаме неформалните движења, тука исто така и студентскиот пленум, средношколскиот пленум, кои што се надвор од правниот систем, но државата го дозволува тоа бидејќи сме слободни да се здружуваме на било кој начин. Од друга страна го имаме формалното здружување, кое што е регулирано со Законот за здружение и фондација, исто така доста сувопарен текст, но ви го препорачувам да го прочитате, бидејќи е важен во основа, бидејќи ни ја дава рамката како може да се организираме. Ако сакаме формално, со сметка, сакаме да бидеме препознатливи, сакаме државата да ни дава одредени права, тогаш се регистрираме формално. Сега, формалниот аспект е малце поригиден, бидејќи деца, односно млади, по 14 години не смеат да бидат членови на Здружение на граѓани. Над 14 до 18 само со писмена дозвола од родител или луѓе кои што се грижат за нив. Тоа ги ја комплицира малце работата и затоа многу често гледаме дека неформалниот активизам и неформалното здружување многу почесто го гледаме во 21. век. Сите сме поврзани, интерконектирани, многу е брзо да се споиме за одредена работа и да направиме една неформална група за застапување или организирање. Сега, во Законот за здружение и фондации не се споменуваат студентски или средношколски заедници или собранија или како и да ги нарекуваме. Тие се специфично регулирани во самите закони за средно и во Законот за високо образование. Сега, за жал, средношколското организирање во Законот за средно образование не е спомнат. Например, ако го отворите самиот закон и пробате да побарате здружение или организирање, ќе најдете 188 примери, но ниту еден не ги тангира средношколците. Само ги тангира организациите на наставниците. За жал, низ историјата, барем за средношколското организирање, кај нас имаме еден историјат каде што на некој начин има одземено правото на средношколците да се представуваат сами себе си во однос на одредени прашања кои што сакаат да ги имат. Односно не се препознани од државата. Од друга страна имаме, јас што би ги нарекол, неформално формални организации. Што значи тоа? Например, Сојузот на средношколци. Они се препознаени од страна на државата, бидејќи се регистрирани како со Законот за здружение и фондации, ама никаде не се во формалниот дел препознаени како валиден представник на средношколците во однос на правата кои што ги бара. Тоа значи дека на некој начин државата не нашла за сходно да најде систем каде што студентите ќе можат, односно средношколците, ќе можат да се представуваат самите себе си и нивните права. Сега ме интересира, бидејќи таза сте биле исто така и во средно, дали имате некакво искуство вие како средношколци некогашни во однос на организирањето на средношколци? Сте гласале за председател или председателка на клас? Ако може да кренете рака ако сте гласале? Добро. Сите? Што правеше председателот или председателката? Имаше некаква улога, ја викаа на состаноци? Со директорот, со педагогот?
Некој други искуса, не? Елена? Микрофон ако може, не, Елена? Па ги викаа на состаноци, дури јас бев председател, така да ме викаа на состаноци и ги се залагав нели за правата на некој начин на средношколците. И некои си одлуки кои што се сметаа дека се ги тангираат самите средношколци, но сепак не се правеше промена. Бидејќи јас бев председател, Ја ме председател. многу често тие состаноци и средношколското организирање, барем на ниво на моето училиште и на училиштата со кои јас сум запознен, беше само од формален аспект, колку да се одржи некој состанок, колку да се прикаже дека средношколското организирање функционира, а во пракса правата, интересите, целите на средношколците се занемарени. Значи, од една страна имаме ситуација каде што законот не ги препознава формите на студентско организирање. Во пракса имаме училишта каде што фактички има некаква комуникација, има некаква репрезентативност, барем во основа на класови, генерации и така натаму и така натаму. Но зашто се важни, во суштина важни, ваквите механизми за представување? Прво, за заштита на правата на средношколците. Второ, за економската состојба на средношколците. Ниту еден ученик не сака да учи во руинирани згради, за се борат за подобри услови за средношколците и така натаму и така натаму. Промоција на интересите, општествените интереси на средношколците и слично. Например, ќе ви дадам многу конкретен пример. Пред неколку години владата одлучи дека средното училиште ќе биде задолжително и второ, с оглед на тоа што е задолжително, рекоа дека ќе има бесплатен транспорт на средношколци. Во идеалниот случај, да имавме студентско организирање на целата држава, таму ќе требаше да биде некој представник од средношколците кој што ќе се залага и ќе ги промовира интересите на средношколците. Например, дека во Могила има проблем со транспортот, дека во Битола има проблем со транспортот, дека не е само доволно младинскиот стандард, односно средношколскиот стандард да се гледа само низ призмата на транспорт и сместување, туку други поволности и така натаму и така натаму. Во недостаток на тоа, сме во една лимбо зона, каде што Сдружение на граѓани може да се представуваат како интересот на студентите, а во суштина тоа да не е баш така. Извинете, ќе морам маската да извадам, пошто останав без воздух. Во секој случај, низ годините сме имале студентско организирање. Најчесто тоа било на некакви нивоа, локална заедница, општина каде што школите соработуваат, па имаме регионални средношколски совети каде што целиот регион како таков се опфаќа и соработуваат различните општини заедно, односно средношколците од различните општини. Па имаме државно ниво, каде што сите средношколци на државно ниво идеално би соработувале заедно за интересите на средношколците, и тогаш го имаме меѓународниот елемент, каде што средношколци од цела Европа може да се здружат, например, во ОБЕСУ, која што е студентската организација на студенти од цела Европа. Зашто го немаме се уште ова? Многу често, многу се добри двата примери кои што ги кажавте, бидејќи ги одвраќа, значи на некој начин немањето формалност во самиот закон не им дава на младите да седнат и да речат не сакаме само да бидеме проформа за она што вие сте го замислиле, туку си имаме конкретни законски одредби кои што се за нас. Ние ќе се организираме согласно она како што е предвидено во законот или уште подобро онака како што ние сакаме и е така ставено во законот. За жал, пак ќе повторам, многу е замрсена, да ја наречам, ситуацијата во однос на студентското организирање, бидејќи нормално на ниедна влада не ја одговара
премногу младите да бидат организирани заедно, да протестираат, што меѓу еден од најдобрите примери е, например, средношколскиот пленум, кој што се јави како директна реакција на тоа дека нема формално како да се здружат средношколците. Така што имајте на ум кога понатаму ќе предавате дека празнините во системот многу често понатаму излегуваат како неформални движења. Средношколскиот пленум, кој што се бореше за некакви интереси на средношколците, и во таков недостаток многу често е оставено на самите средношколци или да се здружат, или да продолжи, да ја наречам, агонијата во наводници на неорганизирани млади кои што многу често и може да бидат манипулирани. Заборев да напоменам дека во било кое време ако имате прашања, слободно кренете рака и прашајте, прекинете ме. Мислам дека имаме време, така што слободно прекинувајте ме, може да дискутираме ако имате дополнителни прашања во однос на средношколското организирање. Ако немате, тогаш би преминал на студентско организирање. Имате прашање? Може? Доколку нема, преминуваме на студентско организирање. Сега, тука имаме една, да ја наречам, сосема различна сцена. Низ годините средношколското организирање секогаш било регулирано. Студио? Ако може микрофон до патките. Во секој случај, студентското организирање значи секогаш било дел од законска материја. Нема ситуација во историјата ни пред осамостојување на државата, ни после тоа, момент каде што немало формално организирање на студенти. Многу често се менува, неретко поради иницијативи на МОВ и на граѓански организации кои што застапуваат да има поквалитетно студентско организирање. Но промените значат исто така дека нема многу голема доверба во самиот систем. Нормално тоа си го носат и луѓето кои што претходно биле на тие позиции, кои што неретко биле после тоа станале политичари, служеле на интерес на оваа или на онаа партија и така натаму и така натаму. Но она што се случи на пример со студентскиот пленум како автентична реакција, да ја наречам, врз системот на студентско представување, значеше дека реформа е апсолутно потребна и она што до кое што стигна оние кои што го креираат законот, поточно МОН, е директно представување на студентите од факултетско ниво. Имам еден пријател заеднички кој што со другите предавачи, кој што неговата теорија е дека новото студентско организирање е некаква пирамидална организираност и одговорност едни спрема други. Што значи тоа во пракса? Во пракса значи дека студентите гласа на директни и тајни избори. Исто така немаме баш добра историја со тајни и директни избори кога се работи за студентско организирање. Одредени студенти беа вадени со полиција бидејќи сакаа да ги чуваат кутиите, а одредени други студенти сакаа да ги украдат изборите. Но тоа значи дека на факултетско ниво студентите си бираат своји представници. Тоа значи дека ако јас сум на правен, јас си ги бирам моите представници на правен, но исто така гласам и на универзитетско ниво. Тоа значи дека Свети Кирил и Методи, најголемиот универзитет во државата, имаме ние наши представници како студенти кои што треба да ги застапуваат нашите интереси. Сега, од тоа факултетско ниво се избира еден председател на факултетското студентско организирање. Во моментов на Кирил и Методи е Боријан, како се презиваше? Ефтимов. Да. Боријан Ефтимов, кој што сигурен сум дека сте го виделе на еден или на друг начин, кој што е првиот председател на новиот систем, да го наречем. Сега, она што е проблематично во рамки на студентското организирање е како ќе обезбедиме, ние како студенти, тоа да биде во интерес на студентите, а да не зависи од други интереси.
Во конкретниот случај тоа е малце тешко, бидејќи студентското организирање на универзитетско ниво многу зависи од самиот ректор и од самото организирање на самиот универзитет. Зашто? Бидејќи немаа дополнителни финансиски средства и зависат од сметката на самиот универзитет. Тоа во пракса значи дека на некој начин не можат да не се целосно независни, не собираат финансиски средства од нас како студенти, туку директно бараат финансиска поддршка од самите универзитети. Во пракса ќе видиме тоа како ќе изгледа. За сега не представува некој посериозен проблем, ама што мене ме загрижува е дека директно зависат од одлуките на самиот универзитет, а не од нас студентите. Ние ги бираме, ама не зависат финансиски од нас. Дополнително, покрај значи имаме првата линија е факултетско ниво, каде што имаме собствени представници, следното е универзитет, односно универзитетско студентско организирање и најгоре на пирамидата на организирање е интеруниверзитетската совет или нешто слично се вика, интеруниверзитетска конференција, која што за жал до сега не е организирана. Тоа значи дека представниците од сите универзитети седнуваат на иста маса и дискутираат кои се проблемите на студентите кои што понатаму ќе ги застапуваат. Во идеалниот свет тоа ќе значи дека ги представуваат сите студенти кои што се на универзитетите во држава. За жал тоа се уште не е направено, но на тој начин во сушност сака државата, односно државата ја дава рамката да не мотивира нас студентите да учествуваме и да имаме своји представници во различни дискусии. Например, на политичко ниво, ако се одлучи повторно да се пишува нов закон за високо образование, тие се луѓето кои што треба нас како студенти да не представуваат и нормално да не прашаат кои се вашите ставови. Дали ви се свиѓа да има екстерно тестирање, јас имам хипотетичката ситуација да има екстерно тестирање и на универзитетско ниво и на факултетско ниво. Мислам дека е се уште прерано да судиме дали тоа добро го прават или лошо го прават, бидејќи се доста тазе во самиот систем студентските представници, ама во суштина тоа е начинот на кој што државата ја гледа сликата како можат студентите да се организираат доколку сака. Што се случува кога не одговара системот, на студентско представување? Тогаш се случуваат оние облици на организирање како што е студентскиот пленум, неформална група на луѓе кои што се застануваат позади една идеја и цел, кои што надвор од системот велат овие луѓе не се наши представници, овие луѓе имаат различни интереси од студентите и така натаму. И на некој начин го превзимаат дискурсот на представување. За жал, низ историјата до денеска, студентското организирање секогаш служило како некаква алатка на политичките партии кои што сакаат да го контролираат. Тоа започна и дури пред протестите во 98, кога денешни високи членови на ВМРО-ДПМН ја користат студентската организација за некои нивни интереси. Во тој случај беше педагошкиот факултет на албански. Ама сакам да ви кажам дека не е баш секогаш наедноставно во пракса она што го замислуваме, бидејќи има различни интереси на различни луѓе. Не секогаш им одговара на одредени луѓе да имаме силен студентски органограм, каде што навистина застануваме позади некои идеи и некои луѓе не представува. Дополнително, например, би требале да застапуваат за подобри услови во самите студентски домови, би требале да отвараат различни теми кои што се од интерес на студентите, но не се отворени можеби во јавниот дискурс и така натаму. Идеално и тие представници би требале да видат на масата кога се дискутира дали студентските домови повторно ќе се отворат за студентите за новиот семестар. Би требало да бидат викнати за одредени планови како ќе продолжат универзитетите во однос на предавањата, како ќе се одвиваат самите испити, и тоа
тоа би било некаква политичка улога која што треба да ја завземе самото студентско организирање. Од друга страна, многу е важно да се има доверба во системот, нешто што во Македонија за жал е, да не речем, ендемски вид. Многу е тешко да се убедат студентите дека сега од поново почнуваме и имаме нови идеи, нов елан. Од друга страна, имаме 20 години на, да го наречем, солиден криминал во однос на организациите, каде што организацијата служела за интересот на неколку, а не на сите студенти. Сега, студентски организации генерално има и различни. Не е само едното студентско организирање кое што постои. Значи не се работи само за они препознаениот во Законот за високо образование, туку имате и различни студентски организации кои што се бават со нивни интереси. Например, Асоциацијата на млади медицинари, ако не се лажам, кои што си ги застапуваат интересите на младите лекари. Имате на правен факултет, ако не се лажам, други европски франшизи, да ги наречам, кои што функционираат во рамки на самите факултети, како што се АЕЖ, ИСТЕК, тие повеќе се техничките, кои што работат во многу специфичен интерес. Нивната заложба не е сите нас да не представуваат, туку да ги представуваат и да работат со оние кои што им се во делокруг на работата. Тие исти организации со така на европско ниво се добро застапени, се вмрежени, членуваат исто така и во нешто што се вика Европски младински форум. Ќе стигнеме до Европски младински форум, но генерално студентското организирање е така поставено да имаме систем каде што не представува некој во различни нивоа и ги имаме овие организации кои што си имаат засебен интерес и кои што директно комуницираат со факултетите или со универзитетот каде што доаѓа. Дали има можеби прашање за оваа тема? Малце ми прашувате. Очекував повеќе прашања. Добро. Сега, од една страна го имаме тој систем кој што не представува. Но што се случува кога ќе ни се прекршат правата како студентите? Каде се обраќаме? Може некој да ми каже? Три раце. Кај да е микрофонот? Чиви права како студенти или Како студенти. во идеални услови кај студентските правобранители? Дали некој се обратил кај студентски правобранител до сега? Може да ни го кажеш случај? Баш ми интересува. Мислам, не мора како беше односот со студентскиот правобранител, дали дозна кој е, како е, што е? Знаев веќе кој е студентскиот правобранител, заради тоа што јас се обидов да кандидирам и знаев кој да го избра. Беше случајот што ни кажа ден пред да треба да одиме на факултет да носиме пријави физички, дека тоа треба да се направи, дека треба да одиме до клиника да оставаме таму физички пријави, што и мене ми беше многу некоректно. Ова беше јуни кога почна да има ептен многу случаи. И мене беше многу некоректно да не ни известат дека тоа треба да се направи, особено за студентите што не живеат во Скопје, што не може да доаѓаат до факултет да носат само пријави за испит туку така. Така што му пишав мејл на студентскиот правобранител и плюс го известив и претседателот на ФСС кај мене на факултет, зашто се случува, му пишав мејл дека не е коректно, пратив скриншоти од имејлите од професорите и сето тоа. Он исконтактира со координаторот на институтот, не се случи ништо зашто не дозволија да не се носат пријави, ама да, така беше постапката. Пишав мејл со докази и после тоа бев во комуникација со него додека он се обидуваше да разреши се. Добро. Други некои со... Бидејќи јас сум член на факултетско студентско собрание на филозофскиот факултет, морам да споделам искуство дека често, мислам ова вчера беше и тема на вчерашната сесија, често си имаме проблеми со демократијата и со демократското представување на микрониво. И можеби тоа студентско организирање на универзитетско ниво функционира, можеби,
Меѓутоа на факултетско ниво се уште се провлекува она старо организирање и луѓето што биле во претходните студентски здруженија, сега се всушност се преточуваат во факултетски студентски собранија, но всушност служат како параван за професорите и за деканатот да си протера некои одлуки и бидејќи го познаваме и председателот на факултетското студентско собрание што го спомена Бисера и студентскиот правобранител не добро се залагаат за заштита на правата на студентите. Иако е студентски правобранител, може да кажам слободно дека повеќе се застапува за интересите на професорите и на деканот отколку за обичните студенти. Добро. Бидејќи имате искуство веќе со самите студентски правобранители низ годините веројатно. Она што е важно да се напомене е дека например на УКИМ колку студенти има во моментот? 25.000. Малце е тешко како еден човек да ги браниш сите интереси на 25.000 други луѓе. Но она што е важно да се напомене е дека таа институција е многу важна. Зашто? Не само за оние дневни проблеми кои што може да настапат, например дека утре ќе им текне да се носат физички пријави, туку треба да се гледа и малце поголемата слика во однос на ингеренциите на самиот студентски правобранител или правобранителка, која што беше до предскоро. Во суштина, они се тука за да не заштитат нас како студенти од она што универзитетот или факултетот може да ни го направи во однос на кршење на нашите права. И тие права се мощне големи кои што може да ни ги прекршат од самите договори кои што ги потпишуваме со универзитетите и факултетите, каде што може да има клаузули каде што директно ги прекршуваат вашите човекови права или вашите права како студенти, до најразлични ситници, како што е, например, одредени професори или одредени катедри, намерно да саботираат одредени студенти, бидејќи не се од нивната политичка партија, не се од нивниот етникум, не се од замислата која што имаат самите професори. Сето ова се случува на дневно ниво. Значи, дискриминацијата и прекршувањата на права на 25.000 луѓе, да го земеме УКИМ за пример, се случува на дневно ниво. Сега, многу е важно студентскиот правобранител како таков да го има целиот преглед на ситуацијата, да ги има сите информации. Ако не се лажам, многу ретко студентските правобранители добиваат директни пријави од страна на студенти. Не зборувам за вас како група, бидејќи ние сме веројатно една статистичка грешка во целокупниот систем и сме запознаени со одредените работи кои што можеме да ги превземеме, ама генерално студентите не се доволно запознаени дека некој може да ги заштити нивните права. И за жал јас сум еден од тие студенти кои што никош не пријавил ништо до студентскиот правобранител, бидејќи се сум мислел дека можеме сами како студенти да го направиме, но самата институција е многу важна. Како се избира студентски правобранител, ако може некој да ми каже? Кандидатка. На филозофски требаше само да им пишам мејл дека сум заинтересирана да кандидирам и после тоа требаше представување да направиме од некои 3 минути пред целото ФСС на филозофски. Ми пратија мејл, дојди тогаш и тогаш во тоа и таа просторија, се представив јас, се представи другиот кандидат и после тоа ни поставуваа прашања. Така беше на филозофски. За универзитетски правобранител е поразлично. Во самата суштина, како се поврзани студентското представување и студентскиот правобранител? Студентското организирање, односно сегашната форма на студентско представување и организирање, во суштина ги собира кандидатурите на луѓето кои што се заинтересирани. Се прави представување и понатаму следниот чекор е дека предлагаат еден кандидат кој што иде на факултетско ниво со самиот деканат да се дискутира. Значи не избираат само студентите кој ќе биде студентскиот правобранител,
туку избира самиот факултет исто така како што се професорите кои што учествуваат во научно-наставните совети. Не сум сигурен каква била до сега практиката, стварно не сум сигурен дали се до тој степен запазуваат таквите не? Не, малку е сменет сега принципот со тоа што самото ФСС си го гласа и кога ќе се изгласа тој е правобранителот. Не треба деканат да го одобри или ННС да го одобри. Мислам, ННС може само да го одбие ако некоја правна процедура не е запазена, например не е веќе редовен студент или не исполнува некои услови, ама ако ги исполнува сите услови, ФСС го изгласа, тој е правобранителот. Не чека одобрение од деканат. Ја уверува одлуката на Да, ама мора да ја увери. Нема можност да не ја увери ако ги исполнува сите услови. Да видиме што може да им текне на факултетите понатаму, ако нешто не им одговара. Но суштината е таа дека самото студентско организирање е во тесна корелација со оние луѓе кои што се студентски правобранители, дали на факултетско ниво или на универзитетско ниво. И би требало да има блиска соработка помеѓу двете нивоа на оние кои што ги бранат интересите и другите кои што ги представуваат интересите на самите студенти на едно пошироко ниво. Дали има дополнителни прашања за студентски правобранител? Извини, не те прашав, како се реши случајот понатаму? Студентскиот правобранител контактираше и се реши ситуацијата или не? Бисера. Се извинувам. Не се реши ситуацијата, контактираше правобранителот со координаторката на институтот и беше кажан дека мора да има физички пријави, зашто инаку не се важи, иако пријавени сме на I know, не знам зашто мораше да има во тој момент физички пријави, така што не се реши ситуацијата, таму заврши. Да. Значи, би рекла дека не се задоволна од тоа како се... Да, добро. Во секој случај, она што е важно да го напоменеме е дека тие се луѓето кај што треба да се обратиме ако имаме одреден проблем во однос на прекршување на нашите права и дека треба активно да застапуваме нивниот глас да биде слушнат на секаде. Сега, ако нема прашање во однос на студентскиот правобранител, би продолжил со младински форми на организирање. Дали знаеме што подразбира терминот младински форми на организирање? Дали знаете различни форми можеби? Не? Добро. Сега, во јануари 2020 година се донесе закон за младинско учество и младински политики, каде што на некој начин државата ја дава рамката за тоа како младинските форми на организирање и како ги препознава како така. Дали знаете, можеби, што се организации за млади? Знаеш? И како функционира? Најверојатно организации кои што се залагаат за младите и за младински политики кои што се креираат на национално ниво, да кажем. Или на регионално или на другите ниво. Одлично. Со тоа што мора да имаат барем еден млад човек во својата структура за да бидат препознаени како организации за млади. Тоа значи, бидејќи Реактор не е организација за млади, јас сум членот кој што е млад, единствен, и кој што ја прави организацијата за млади, и со тоа државата на некој начин ја препознава организацијата дека работи за интересот на младите, иако не нужно е составена од млади и не е раководена од млади. Од друга страна пак, ги имаме организациите на млади. Тоа значи дека младите се оние кои што ја раководат самата организација, значи во структурите се млади, 2/3 од младите, но и застапуваат прашања кои што се важни за младите, без разлика дали на национално, локално, регионално ниво или можеби и меѓународно ниво. Тие се оние организации каде што како млади луѓе се собираме, ја основаме и ние ја раководиме целокупната работа и државата не препознава како организација на млади. Имам мачкат, но? Јова не ми се десило до сега.
Сега, што се случува кога овие организации сакаат да се спојат? Има ли можност? Дали знаете дали има можност овие организации да се спојат и да направат нешто заедничко како трета форма на организирање? Мислам дека на локално ниво, локалните младински совети. Точно. Со тоа што локалните младински совети во самиот закон за младинско учество и политики се општинска надлежност, односно самата општина ги формира во соработка, односно оние кои што раководат со тоа се младинските форми на организирање. Но што друго се случува ако сакаат, например, организации за млади и организации на млади да се спојат? Дали знаете? Тоа се сојузите на млади. Тоа се извидници, например. Сојузи на млади значи дека имаме повеќе ентитети кои што заедно прават трета форма на организирање, што се нарекува сојуз и е препознаена како таква во самиот закон за младинско учество, но и во законот за здруженија и фондации. Тоа значи дека ако јас сум реактор, вие сте МОВ и најдеме уште дополнителни организации кои што сакаат да се здружиме, можеме да направиме сојуз како што е, например, Националниот младински совет на Македонија. Со една многу специфична разлика, бидејќи Националниот младински совет на Македонија е чадор организација. Тоа значи дека пробува да ги застапува сите интереси кои што можеби се на маса. Студентски организации, организации на млади, организации за млади, политички подмладоци и пробува буквално да биде чадорот на сите форми на младинско организирање. Сега. Други видови на сојузи кои што постојат се извидници. Црвен крст, например, исто така, кои што имаат, иако Црвен крст е многу специфичен пример, бидејќи они имаат сами по себе посебен закон, но извидници се најдобриот пример, бидејќи имате извиднички одреди во различни градови, кои што се собираат, прават сојуз и го креираат сојузот на извидници на Македонија. Може и го сме и ние на Северна Македонија, ама може и останало на Македонија. Во секој случај, таква форма на организирање е многу важна, бидејќи ни дозволува на нас младите да одлучиме дали ќе креираме сојузи помеѓу различни организации за да застапуваме одредени работи кои што се од наш интерес. Одлично беше за локалните младински совети, бидејќи тие, иако немаат форма на организирање согласно сите други закони, имаат само форма на организирање во законот за младинско учество, тие се на некој начин односно се представничко тело на младите. Значи, овие другиве се организации кои што си застапуваат различни интереси. МОВ застапува за образование, Реактор застапува за родова еднаквост, за пазар на труд, извидници застапуваат за извидништвото, волонтеризам и така натаму. Сите тие може да бидат представени во локалните младински совети, односно да седнат, да изгласаат кои ќе бидат представниците во локален младински совет. Други форми на представнички тела, за жал во ваква форма и организација немаме. Она е најизворното представување на младите. Националниот младински совет на Македонија, например, посакува да биде представничко тело и признаено како такво, бидејќи ги има сите луѓе на масата, односно сите организации на масата им дозволува членство, ама законодавниот дом и државата не гледа така на работите. Сега, што во суштина значи представничко тело? Тоа значи дека ако ние се собереме и избереме дека во општина Карпош ќе ги имаме Елена, ќе ми имате мене како представници кои што ќе се залагаат за нашите интереси и интересите на младите во одредена општина. Имаше некакви иницијативи во минатите години во однос на локални младински совети. Дали може би некој учествувал во локален младински совет или дискусија? Може да споделиш ако сакаш. Јас учествував и како дел од иницијативниот одбор за формирање на локалниот младински совет во Тетово и учествувам во сегашната структура по функција подпредседател на локалниот младински совет и се трудиме се уште да ја прошириме таа структура на младински организации на локално ниво кои нели би ги представувале интересите на младите. А кој беше во иницијативниот одбор?
Како индивидуи бевте или како представници? Како представници од организација. Јас бев представник на МОВ. Имаше други организации? Имаше и други невладини организации, имаше и представници од политички подмладоци. Заедно, значи со представници од општината, бевме тој иницијативен одбор. Зборувам за локалниот младински совет во Крушево. Процесот на избирање на представниците беше прилично, не беше како што треба, партиски поделени. Комисијата што одлучуваше за да се изберат членовите беше фактички само од една политичка партија, така ги одбраја членовите. Јас аплицирав од невладина организација, не ме примија. После тоа ми беше мило што тие што ги примија уствари беа како представници на политичка партија, ама сватија дека треба нешто да се подобри, па се формираше како поголемо собрание, освен тие 5 члена што беа во бордот, да има уште 6 други членови што би придонесле во младинскиот совет, и среќна сум за тоа што сепак не беше толку на политичка основа и влегов во собранието, ама после тоа работите многу почна да се менуваат. Например, една од активностите на младинскиот совет беше да организираат литија во црква и да шетаат околу црква, што јас не се пронајдов, мислам, не се согласував со тие работи и се откажав, се заминав. Крушево има исклучително интересен пример за тоа што не треба да прави локален младински совет. По суштина, многу често општините, самите општини гледаат на локалните младински совети како млади кои што треба да спроведуваат одредени активности на општината. Тоа е најчестиот случај кој што го имам сретнато. Баш вакви некои лити кои што треба да се направат, прославување на одредени празници, манифестации организирани и слично. Но во својата суштина, локалниот младински совет е сосема обратното од тоа. Треба да седи на состаноци со советници, да креира локални младински стратегии, планови, да ги представува младите на едно пошироко ниво од организирање на лити во црква. Значи, многу често замката им ја поставува самата општина, бидејќи самите луѓе во општината не знаат како поразлично, не го разбираат самиот концепт на представување. И затоа во иднина кога ќе го предавате или кога ќе ја кажувате самата информација, е многу важно да им кажете на младите дека не се тие луѓе таму за да се организираат манифестации или да спроведуваат Еразмус плюс проекти. Они се таму за да го представат интересот на младите на општината. Дали тоа е подобра патна инфраструктура, дали е тоа повеќе градинки, дали е тоа подобри услови во самите училишта кои што се на самата општина, но тоа е она што треба да го прават. Сега. Генерално, значи рековме дека имаме организации за млади, имаме организации на млади, имаме сојузи на млади, и имаме чадор организации кои што имаат претензии да бидат представнички тела, кои што за жал не е баш така. Во секој случај, самите тие организации креираат и сакаат да учествуваат на европско ниво. Значи како што имаше кај студентите организирање на регионално, локално и така натаму, стигаме до меѓународниот фактор. Во овој случај европската организација која што ги застапува младите се вика Европски младински форум. Европски младински форум е спој на меѓународни младински организации кои што се од различен интерес. Например, ги имате младите либерали кои што се таму, имате млади европски студенти, ги имате ОБЕСУ таму кои што се и кои што заеднички со националните младински совети креираат и ги представуваат младите на европско ниво. Што значи тоа? Многу досадна работа. Да седите на состаноци со Европска комисија, да застапувате да има поголем буџет за Еразмус плюс, да има повеќе поддршка во време на ковид за млади
и некои слични активности кои што го прават на некој начин представувањето на европско ниво. Во нашиот случај НМСМ е представникот во Европски младински форум и ги застапува на некој начин интересите на младите во Европската унија. Сега, имаме различни форми на чадор организации. Многу лошо цртам, не ми се смета ако нешто удно. Тони, не се смети. Левакс. Дискриминација кај студентскиот правобранител. И сега, сите овие, пуше на пичурка, личи, ама добро. Сите овие организации имаат различни интереси. Например, тука се за млади, тука се сојузи. Сега, во овој чадор е онаму каде што се случува магијата, да ја наречам, каде што сите различни интереси наши, например ги имаме МОВ, ги имаме Реактор, ги имаме Сојузни извидници, се сплотуваат. И викаме вака, можеби не сме добри ние како Реактор во волонтерство, вие извидници сте добри, можеби ние како Реактор не сме добри за образование, ама ајде заеднички да застанеме позади одредени работи кои што заеднички ги застапуваме. На МОВ име пример важно да има подобар студентско организирање и студентски стандарди и така натаму и така натаму. На Реактор ние можеби важно да има подобри политики за вработување, а на извидници им е важно да застапуваат повеќе волонтеризам и да биде признаено како такво. Оваа чадор организација ни дозволува да ги сплотиме сите тие интереси и да речеме ние младите бараме ова. Сега, многу често ваквите форми на организирање не се посакувани од страна на државните институции. Зашто? Бидејќи покажува моќ на некој начин. Дека младите сами може да се организираат, дека младите сами може да поставуваат одредени правила и прашања кои што ги сака. За една чадор организација, како ваква, која што пробува сите да ги опфати, заедно со политичките помладоци и така натаму, да стане представничко тело, треба да биде признаено од државата. Во нашиот случај немаме такво признавање, туку во самиот закон се оди со еден различен модел на организирање, каде што сите овие организации кои што се во различни чадори или можеби не се во чадори, имаат право да номинираат и да гласаат за своји представници на државно ниво. Тоа значи представници кои што ќе работат заедно, како што е, да ја наречам, ННС, ќе што имаме ние собствени представници на самиот ННС, каде што државните институции заедно со младинските представници ќе ги разработуваат темите кои што се важни за млади. Например, утре ќе им текне дека треба да има младински центри, кој што стои исто така дел од закон. Како да државата направи стратегија да ги имплементира тие младински центри. Нашите представници, кои што сме ги изгласале, седнуваат на иста маса со представници од државната институција, како што се МОН, Агенција за млади спорт и така натаму, зашто ќе слушнете малку подоцна, седнуваат заедно и викаат, окей, тоа треба да го направиме, ние одобруваме, не одобруваме, бойкотираме и така натаму и така натаму. Сега, таквото тело се вика ко-менеджмент систем. Зашто се вика ко-менеджмент? Бидејќи младите од една страна ко-менеджираат со надлежностите кои што ги има државата за младите. Тоа не е посебна гранка на организирање, ама е механизам за учество на овие сите да учествуваат во носењето на одлуки кои што се надлежни, кои што се за самите млади. Зашто е тоа важно? Бидејќи долги години, сега можам да се префрлам, бидејќи долги години граѓанските, односно младинските организации и младинските форми на организирање беа сведени како сите други здруженија на граѓани. Сега, зашто е важно да направиме разлика помеѓу младински форми на организирање и сите други здруженија на граѓани кои што постојат? Бидејќи
Младинските форми на организирање работат со многу специфичен фокус. Некои од нив работат за развојот на младите, некои од нив работат за истражување на младите, како што е мојата организација, и нивните потреби. И на тој начин ние влегуваме во барабанот со сите други невладини организации кои што постојат во државата. Токму затоа е многу важно овие младински форми на организирање да се здружат, да кажат не, ние сме специфичен случај, нас ни треба различен вид на финансиска поддршка од, например, да кажеме Институт за демократија, кои што работат на антикорупција. Нас ни требаат специфични финансиски средства кои што ќе ни дозволат да функционираме понатаму. На крајот на денот, дали е некој член на младинска организација, младинска форма на организација? Сигурно се членови во МОВ. Добро. Што правите како член на една младинска организација? Никој? Сакаш да кажеш? Се шират знаења за правата на младите, можности за креирање на младински политики, општо запознавање за државниот систем. А кои се должностите твои како член? Во кој смисол? Па имаш ли некакви должности како член на една организација? Да организираш нешто, да одиш на собрание, да слично. Па конкретно јас сум предавач по учиме право во МОВ, имам обврска да, односно, нели да ги одржам предавањата. Добро. Сега, Фани? Како членови на невладини организации, се вклучуваш во работата на невладината организација, ги застапуваш мисијата, визијата на таа организација, веруваш во мисијата, пробуваш да сите активности што ги организира организацијата, да присуствуваш, да се вклучуваш, да учествуваш. Се што е поврзано со организацијата и активностите, да бидеш дел од тоа. Супер. Сега, секоја невладина организација, согласно Законот за здружение и фондации, си има одредена структура која што мора да ја запази, дека мора да има председател, извршен директор, управувачки органи кои што се избираат на собранието на членовите. Сега има различни форми во однос на тоа какви собранија има. Кај чадор организации тоа е собрание на организациите, односно своји делегати праќаат самите организации кои што се дел од чадор организацијата и тие понатаму избираат управен одбор, надзорен одбор, председател и така натаму и така натаму. Зашто е ова важно? Ова е важно за да знаете дека утре кога млади луѓе ќе сакаат да креираат здружение на граѓани, им е важно да бидат над 14 години, ако се над 14 години до 18 години да имаат одобрение од родител. Но исто така дека треба да имаат некаква внатрешна структура која што треба да ја запазат согласно закон. Минимум 5 луѓе треба да формираат едно здружение на граѓани. На самите луѓе дали ќе направат организација за млади или организација на млади, но верувам дека тоа почесто ќе биде на млади, бидејќи верувам ќе работите со млади луѓе. Дали имате некои дополнителни прашања во однос на ваквото организирање, ваквата поставеност? Никој не примети дека во чадор организација никогаш не спомнав студентско организирање и универзитетско организирање? Тоа е интересно прашање. Со оглед на тоа дека се функционираат на два различни закони. Например, Сдружение на граѓани, кога се формира како чадор организација Сојуз, ние во суштина работиме согласно Законот на Сдружение и фондации. Многу е тешко за таквите чадор организации да предвидат и да видат какво е можното организирање студентско, каде што сега е малце попредвидливо,
ама средношколско организирање е уште потешко да се предвиди бидејќи нема никакво признавање на како форма. Тоа значи дека многу често ваквите чадор организации викаат окей, може ќе заборавиме малце на тие форми на организирање, ќе се држиме до нашите форми на организирање, што не го прави точно. Не, во суштина, ако сакате да бидете вистинска чадор организација, треба да ги имате и таквите форми на организирање. За жал во нашиот случај е непредвидлива ситуацијата, законот за средно се менува на 2-3 години, за високо образование исто така на 2-3 години се менува, и самите чадор организации не се спремни да предвидат каков ќе биде моделот и кого ќе може да примат во своето членство. Од друга страна пак, оние помали студентски организации како што се АЕЖ, млади медицинари, учествуваат во нешто што се нарекува чадор организација, но тие не се представници на студентите или на средношколците, туку си имаат собствен интерес кој што си го бараат. Дали има прашање? Нема? Во нешто се дешава ако порано ако завршиме? Па не знам, до 11:45? Ајде тогаш вака. Го видовме искуството со локални младински совети. Го видовме искуството со средношколско организирање до некаде. Може ли да ми кажете во однос на средношколското организирање кои беа најголемите предизвици? Значи покрај токенистичкиот однос, и тоа Ивана ќе ви објасни што е токенизам. Каков беше односот на самото училиште према вас како избраници од вашите класови? Покрај тоа само што ве седнаа да декларативно ви кажуваа нешто да одлучувате, ви дава мотив? Како сладко се насме. Не? Лелено. Па не. Едноставно беше тоа, како што каже Ристе, проформа, само за да се седне исто како и обичен ученик. Ниту се слушаа нашите гласови, нели, бидејќи како представници би требало, нели, да имаме барем, нели, да бидеме погласни и да не слушаат, но сепак ништо не се слуша. А направивте некакви напори за да се организирате малце надвор од вашето училиште како средношколци со другите училишта да видите како е? Да, се обидовме, бидејќи имаше нели протести баш тој период, се обидовме со другите училишта или да кажеме на некој начин и другите училишта го прават тој и ние сакаме да се приклучиме кон така наречена нели мрежа, но сепак ништо не можеше да направи. Добро. И значи вие со тој револт излеговте на улица да протестирате, да? Добро. Некои други, да? Јас дури со устав се шетав и ми се смее, сите и професорите ме знаеа, но сепак ништо не може да се направи, бидејќи не го разбираат нели значењето на самиот устав и на правата, бидејќи нели како што кажа и ти нема законска регулатива и автоматски морам со устав. А дали на пример во статутот на самото училиште имаше некаква форма на се пише како што треба, се е демократски, се е како што треба, нели, ама во пракса не се спроведуваш. Да. Тоа е многу важна поента која што заборев да ја напоменам. Многу често во самите статути на средните училишта ќе видите некои статуци на некаква форма на организирање, дека ќе се избираат председатели. Баш кога разговарав со едни пријатели не така одамна, јас кога бев во средно, што не е така одамна, пред 10 години, дури средношколците имаа можност да бираат за кој ќе биде директор на средното училиште. Што низ денешна призма звучи неверојатно, ама стварно средношколците со оглед на таквиот статут кој што го имало самото училиште, кој што не се променил, иако законот се променил, имаме некакви форми на организирање, кои што многу често служат само така за како некое потсетување дека некогаш имало систем за средношколско организирање, но се напуштило кога се работи за целата покриеност на државата. Многу е важно особено кога ќе работите со средношколците да им кажете дека треба и покрај законите кои што се нормално важни, треба да се ги видат и самите статути, бидејќи ќе многу често може и да најдат и таму некакви форми кои што ги препознаваат средношколците во нивната учест.
Така што имајте го тоа на ум кога ќе им предавате на самите средношколци. Сега да се префрлам на прашање за универзитетско ниво, односно факултетско ниво. Како се одвиваја, например, изборите на филозофски? Колку гласови имаш усари? Мислам дека некој од представниците има повеќе гласови од самиот председател на собранието, меѓутоа бидејќи беше само еден кандидат, автоматски си беше тој избран. А како се спремаше самиот избор? Како функционираше сето тоа претходно? Каде се пријавувавте со своји кандидатури? На кому се представувавте? Имаше ли интерес кај студентите да гласаат, да ве слушнат? Мислам дека представниците што се кандидираа да бидат представници всушност се кандидираа пред студентите на својот смер. Пример, јас се представував пред студентите на меѓународни интеркултурни студии, меѓутоа не се сеќавам каде ја поднесував кандидатурата. Ти знаеш каде ја поднесе? Извини, сам правен беше? Не, јас сум на психологија, исто на филозофски. За нашиот институт кандидатурата немаше представување, туку само требаше да се отиде во електронска лабораторија, што некоја просторија и да се даде индекс и толку. Мораше да биде само во живот, што знам дека на филолошки се носеше пријава за редовен студент до архива и така беше пријавувањето, ама кај нас на институт само требаше да се даде индекс и можеби пријава за редовен студент во електронска лабораторија на координаторката на институтот. Значи на различни факултети, иако е самиот закон така напишан да нема утка, намерно е така направено за да нема утка, бидејќи имало злоупотреби во минатите години. Многу често на факултетски нивоа и особено на различни универзитети различно се имплементира спроведувањето на студентското организирање. Така што кога предавате во иднина на оваа тема, можеби е важно да ги знаете сите модалитети кои што постојат на самите факултети. Можеби на УКИМ е едно, ама на Тетовски да е сосема друг пристап во однос на самото гласање. Дури и на УКИМ сам по себе има различни нијанси на она како се спроведе и факултетите нормално се различни сами по себе, имаат различни идеи како одредени работи се спроведуваат. Така што имајте на ум дека не секогаш има само еден чекор напред и еден начин на спроведување. Мислам дека ние како земја сме махери да измислиме 100 начини за едно исто да спроведеме како такво. Имајте на ум кога го предавате тоа. Добро. Не сум Нема многу содржински да навлезам во ова, само малку практично некои совети за кога ќе дојдете до оваа сесија од курикулумот, како да може да ја направите. Оригинално планот ни беше, хипотетички без COVID, кога ќе дојдете до оваа сесија да не ја предавате, туку секој да покани во училиштето по еден представник од различен тип на организација, не мора да бидат сите, нека дое некој од средношколска заедница, сигурно ќе има во школата, некој од студентски парламент ако доаѓате од универзитетски град, или да организираме да дојде и примеруше некој од локална невладина организација. Идејата ни беше не вие да многу мора да обработувате со методолошки трикови, туку да има панел дискусија, да ја фасилитирате и да може они да раскажат што прават, како изгледаат, зошто постојат и учениците слободно да дискутираат со нив вистински со реалните луѓе од тие организации и да добијат мислења. Мислам дека тоа е пошто е една сесија, за да не биде се монотоно само вас да ве гледаат секогаш да им држите вежби и така натаму, да разбијаме. Такви услови нема да имаме речи си никаде, освен можеби во Крушево да се организира таква сесија, но тоа може и онлайн да се направи. Значи, кога ќе дојдете до оваа лекција од предавањето, ако сакате и мислите дека е корисно, може да поканите еден двајца како некакви дискутанти. Дури може и некои клубови да ги споиме, заедно да го имаат, пример, тој дел од предавањето и да поканиме некој. И воедно, само сакам да кажам дека ако решите така да ја предавате сесијата,
ќе бидеме тука да ви даеме контакти или да ви договориме некој. Значи, например, ако не знаете кој од студентски парламент или немате контакт од средношколска унија, кажете на Ивона и ќе се организираме и ќе добиете контакти и ќе ја направиме сесијата така. Така да ви го кажувам да го имате на ум. Ако сте во живо, секако може да биде панел дискусија. Ако сте онлайн, секако пак може да биде панел дискусија, само некако по-нормално структурирана, за да не биде досадна, долга. И за контакти ќе ви помогнеме, за да не мора субопарно да презентирате теорија на секој еден час. И втор предлог, ова се многу работи, Блажен, што ги наброи, на децата може да им значат многу, а може и нема да бидете вие експерти во секоја точна специфика. Тие што не се студенти многу помалку знаат како функционира моментално студентското собрание или слично, така што нешто препорачуваме вие да ги истражите различните модели, но пошто времето ви е ограничено, со учениците да одите на дискусијата на кои тела ги интересираат и за кои знаат и да им помогнете за нив повеќе да научат, а другите повеќе само да им ги презентирате да знаат дека постојат. Не знам дали ви прави смисла, ама додека течат овие предавања се наменети да дадат содржина, но вие во позадина размислувајте си како би го извел ова предавање, така што баш за ова ни беше тоа замислата една работа ви ја кажав, да има панел, за да има дискусија и со други луѓе и да запознаат некој плюс. И втора замисла, пошто нели зборевме учениците, скоро никој не ги прашува како се чувствуваат во образование во ковид околности, ова е идеалната тема преку која може да ги охрабрите да дискутираат малку повеќе на како се осеќаат во образовниот процес, дали им одговара, што би промениле, што можат овие средношколски заедници, студентски заедници да преземат околу тоа, да ги насочите малку кон тоа, не само да се интересираат што прават, туку и да им кажат како се осеќаат и што може да направат. Тоа е само некој предлог на крај на методиката, вие си ја дефинирате, ама тука сакав да го кажам, пошто кога го правевме курикулумот имавме оваа замисла. Тоа. Да, супер што напомена Дона, зашто е многу важно да имате луѓе кои што од различни аспекти ќе го дискутираат. Јас не сум веќе средношколец, не знам како функционираат сега работите во средното образование и од школа до школа многу зависи како средношколската заедница функционира. Или дали воопшто постои. Оно што го кажа Дона е многу важно за да го имате понатаму, за да не изгледате као мене кој што пробува да се направи експерт за нешто кое што вие веројатно многу подобро го знаете како потази средношколци кои што завршиле. И да имате различен преглед на работа. Токму и затоа ве прашував многу повеќе од веројатно било кој што ќе ве прашува понатаму, бидејќи не секогаш ги имате сите информации на едно место. Јас можам да знам што пише во законот, не знам во пракса дали има никакво организирање на средношколци. Јас знам, можам да видам што се случува во законот за студентско организирање, но не знам во пракса како функционира. Е многу полесно кога имате директни луѓе кои што биле вклучени, го знаат процесот, го поминале процесот, имале кандидатура за студентски правобранител, не поминала и така натаму. Многу се важни различните аспекти во однос на самата сесија, бидејќи се различни нивоа на организирање, многу различни во однос на тоа како се организираат, а на крајот на денот, односно како се регулираат, а на крајот на денот е заеднички интересот дека представуваат млади на крајот на денот, сите овие форми на организирање. Дали може би имате прашања дополнителни? Фани. Јас како го замислувам ова, пошто ќе работиме со средношколци, зборувам например за Крушево, од мое искуство, треба да им објасниме на средношколците која е нивната улога и која е улогата на председателот на класот, пошто например јас дури бев средно, никој не ти објаснува кога ќе се собериш на состанок сите председатели, не ти кажуваат која е твојата улога, туку ти кажуваат дека треба да ги застапуваш правата на средношколците, ама тие ни самите не си ги знаат нивните права и на крајот ние бевме многу бунтовни, ама не за нашите права, туку дали да се постави црвен тепих во паркот или на плоштад. А во меѓувреме се дешаваат многу работи кај што има дискриминација од професор на студент, на ученик, а самите ученици тоа не се ни свесни дека некој им прави дискриминација. Барем јас така го замислувам, дека треба
јасно да се каже која е улогата и кои се правата на средношколците. Добре. Вашето искуство какво имавте некаков гайденс, да го наречам, некако познавање? Можам и јас да споделам нешто. Јас бев член на студентскиот парламент во Штул. И се изгледаше убаво и добро, бевме финансирани за различни проекти. Додека правивме еден прашалник и каде ги прашавме студентите какви искуства имат со професорите, ама прашањата беа малку провокативни. И од тој прашалник излезе дека 15 професори тражеле сексуални фавори од студентите на размена на оцена, нели? Од кога јавно излезевме со тие резултати, немаме повеќе тај супорт од ректоратот, немаме веќе финансиски средства да работиме за други проекти и тоа е еден доказ дека не оваков начин на кој се регулирани сега студентските парламенти во универзитетите не функционираат добро. И не е возможно да се индепендент. А вашето искуство за средношколско организирање во вашата заедница имаш, мислам, од една страна игнорирањето на директорот и така натаму, но се чувствувавте ли спремни да знаете што се вашите права како председатели, подпредседатели на клас, како заедница во едно училиште? Бевте спремни да ги имавте тие информации? Со гледното што бев една година само председател, останатите беа нели други, мислам дека втора година бев председател и автоматски можев да видам нели прва што прави председателот и трета, четврта. Не сме поготвени, не знаеме кои ни се правата. Среќа што нели се уклучува во невладини, знаев и бев приморана на некој начин да ги знам сите права за кои што се залагам нели за самите средношколци, дури за некои кои што и самите средношколци не ни знаеле дека биде како што кажа и Фани, дека им се биле прекршени. Дури самите професори и нели од управата не знае дека ги прекршуваат тие права, бидејќи не ни знаеле дека и они дека постојат тие права. Но мислам дека не. И во другите училишта, например, бидејќи јас бев правен смер, малце нели повеќе би требало да се знае нели за правата, но еве и другите училишта кои што пример медицинско не бе бунтовни да кажам на некој начин, но од чиста свест дека треба нешто да се промени, а не дека ги знаат своите права или како да го адресираат тој проблем. Мислам дека околу правата на средношколците, како што кажа ти на државно ниво, класните професорите дури да се информирани кои се конкретно правата на средношколците, се трудат да ги супресираат истите во спротивно, мислам, а не да ги поттикнуваат. Затоа што не им одговара средношколец кој ќе каже која е неговата потреба и доколку нешто не му се допаѓа. Тогаш можеби исто така интересно кога ќе ги правите самите вежби со средношколци, да ги излистате сите можни ситуации кои што би можеле да се случат. И да направите можеби вежба една дали ќе препознаат дискриминација или прекршување на права и да го имате тоа на ум како можност да видите и да проверите дали и директно да им покажете каде е тука прекршувањето на правата на средношколците или дискриминација. Слично може да направите и со студенти ако некогаш понатаму предавате на нив. Бидејќи навистина е мало нивото на запознаеност и на средношколците и на студентите со нивните права. На тој начин мислам дека најпластично ќе можете да им објасните дека еве ова ако ви се случи, ова е прекршување на вашите права. Ако некој ви напише оценка единица заради тоа што вие вашиот родител е можеби политичар и не се согласува со вас, тоа е прекршување на вашите индивидуални права. Вие немате никаква врска со вашите родители кога сте во училиште. Мислам, имате, ама тоа не значи дека треба да биде некој казнет бидејќи е син или ќерка на некој функционер. Така што имајте ги на ум овие некои директни вежби кои што можете да ги направите, некои ситуации кои што директно ќе им прикажете како се случува дискриминација и што може кои се следните чекори и прекршување на права. Кои се следните чекори, каде може да се обратат и што можат понатаму да направат.
Имајте го тоа. Добро, некои дополнителни објаснувања. Права на пензионери може исто да застапуваме, ако сакате? Добро, имате некои дополнителни прашања, нешто дополнително што го имате на ум кога ќе ја предавате самата материја? Нешто што можеби ќе ви биде корисно? Јас ќе ви ја пратам, не е презентација, чисто се прашања кои што мене ме подсетува за она што сакав да набројам, но ги има сите закони кои што ги напоменав во линковска форма и мојата имейл адреса ќе можете директно да ми пишете ако имате некои дополнителни прашања. Ако сакате да смислиме, например, некоја вежба дополнителна која што можеме да ја спроведеме и да ви помогнам на било кој начин. Исто така работам со податоци, така што ако некој ви треба податоци, јавете ми се за тоа. Да се испромовирам. Во секој случај имајте на ум дека се многу термини, многу форми на организирање, различни едни од други, но на крајот на денот коегзистираат и треба заеднички да работат. Ви одете чекор по чекор и што може попластично да објаснувате спротивно од она што ја го правам. Уште подобро, бидејќи многу често младите како такви не се запознаени со работите кои што се околу нас и не се на истото ниво кое што ние мислиме дека сме. Во секој случај, јас тогаш тука би завршил 10 минути порано од планираното, ако не се лажам. Тук 5-10 минути, добро. Спремни име кафето, ќе носам. За кратко ќе биде кафето. Сервисна информација, Радио Скопје се јавува, кафето за кратко ќе биде готово. Ви благодарам многу што ми слушавте и што ги слушнавте сите овие термини кои што ги нафрливме наоколу. Фала ви многу за вашето искуство, бидејќи на крајот на ден вие утре ќе го предавате ова и вашето искуство е многу поважно од она што јас го имам, бидејќи вие ги имате информациите и вие го познавате теренот кој што понатаму ќе го предавате. Јас сум само тука да ви кажам информации, да ви помогнам на некој начин и остануваме во контакт во било кое време може да ми пишете на мејл или да ми се јавите и да ми речете дека ви треба некаква помош. Фала ви.